Значи, прашањето да ги поставам во денес, надам дека има право. Ги се однесуваат на делот за спортот и спортската инфраструктура во Битола. Го слушам на началникот неколку пати, еднаш на посебна изјава, мислам дека беше за 4 ноември, еднаш на прославата на 4 ноември. И сватим дека не е страшно, ако тој не го познава спортот и не е любител на спортот, има друга професионална дейност која се занимава, но луѓето кои го подучиле, навистина или му кажуваат грешни податоци, или така му ги представуваат, затоа што тие податоци ниту се такви, ниту имаат врска со реалност. Почитувам да началам, че спортот и инфраструктурата во Битола на спортски план стои се на нула. Да не речем дека се во минус, меѓутоа дека се во нула, и тоа тешка нула, тоа биде убедено. Прашање сега кој сака да ви го каже, тој ќе ви го каже. Сите околу вас што ви кажуваат моменталните места на табелата ве лажат. Битола е на дното. Ако пред 15-20 години во Битола на фудбалски план ќе дојдеше Селта, на регометен план Ленко, Елце и така натаму, да не си зборувам. Денес данас представува на фудбалски план добар успех, победа на Еврокуб од Горно Рисиче, победа на Штип, победа на Боговина. На ръководен план ние сме 6 во Македонија. Пред нас е обични скопски населни типот на Мичурин и автокоманда, кои ќе се согласите, комбинатото ниту сме ги спомнували, ниту сме знаели дека постои, дека се такмичат во одредени области. Ви слушам зборувате фудбалскиот клуб Пелистер. Значи, пред 20 години сме се такмичили со Европа, денес се такмичаме со Македонија. Каде сме во таа Македонија? Ви слушам на четврто на англиската награда, викате Пелистер за прв пат бил прв на табелата и го пречекал Бахар. Значи, табелата е, прашајте, ќе ви кажат дека е важно на кое место се наоѓате на крајот на првенството, а не кога сте во второто или во третото или во четвртото коло. За ваша информација, во првата македонска лига, ајде да се споредуваме со Скопје, да не одиме понатаму. Во првата македонска лига има 5 клубови од Скопје, еден од Битола кој се мачи со финансиски и други проблеми, инфраструктурни.